Добар ден, дечки. Јас сум Ема Андоновска и предавам латински јазик во гимназијата Јосиф Брз Тито во Скопје. На денешниот час ќе имате можност да се запознаете со историјата на латинскиот јазик, неговите влијанија и употребата денес. Но за почеток би сакала да ве поздравам со слоганов, кој во слободен превод би значал "Стисни заби и учи латински јазик". Не знам дали сте запознаени на оригиналниот слоган "Keep calm and carry on", бил смислен во 1939 година, за да им го подигне моралот на британските војници на почетокот на Втората светска војна. Како што гледам, имате поздрав и од Хогвартс, кои што ви порачуваат дека ако сакате да учите таму и да се дружите со Хари Потер, пожелно е да знаете латински јазик, но ве советуваат и да не се закачкате многу со заспани змеови. Гледам дека имате поздрав и од Астерикс и Обеликс, кои исто така ви порачуваат дека ако сакате да се дружите со галите и да им помогнете против бандата на Цезар, добро е да знаете латински јазик, а исто така ви порачуваат и дека среќата ги следи храбрите. Добро, да ги оставиме шегите настрана и да се зафатиме со латинскиот јазик. Како што веќе знаете, верувам дека знаете, латинскиот јазик, односно лингва латина, е јазикот на старите римјани и се зборувал во Рим и на територијата на целото Римско царство. Денес веќе не се зборува никаде во светот, освен во Ватикан. И покрај тоа што не се зборува никаде, обкружени сме со овој јазик постојано и секојдневно, иако честопати не сме ни свесни за тоа. Еве неколку примери во македонскиот јазик. Например, зборот урбан доаѓа од латинскиот збор urbs, што значи град, или зборот фамилија доаѓа од латинското фамилија, што значи семејство. Антички има врска со латинската придавка antiquus, или стар. Вирус, за жал, збор со кој денес често сме обкружени, доаѓа од латинското вирус, што значи отров или слуз. Мастика, кој би рекол дека мастика има некаква врска со латинскиот јазик, но ете има врска со латинскиот глагол mastico, што значи џвакам. Аудио и видео, например, аудиофајлови, видеофајлови, имаат врска со латинските глаголи аудио, слушам, и видео, гледам. Што се однесува до историјата на јазикот и воопшто до историјата на другите јазици, многу е тешко да се одреди кога и каде се создавале, но за латинскиот може да се потврди дека се создал во областа Лати, позната како Лацио денес, во Италија на Апенински полуостров. На картата десно таа област е означена со црвена боја. Јазикот го добил името според племето што живеело во таа област. Тие луѓе се нарекувале Латини. Главен град на областа подоцна станал Рим, кој бил основан во 753 година пред новата ера, односно во 8 век пред новата ера. Латинскиот јазик потекнува од етрурскиот. Етрурија се наоѓала на северот од Лати, и од старогрчкиот, кој што се зборувал во јужниот дел од Италија, кој што го нарекувале римјаните Магна Граекија или Голема Грција, поради тоа што имало многу грчки колонии. Но освен што бил под влијание на овие два јазика, врз него извршиле влијание и неколку локални италски јазици: оскиски, умбриски, волкиски, фаликиски. Тоа биле јазиците на луѓето кои што живееле околу областа Лати. Латинскиот јазик е индоевропски јазик и е поврзан со многу стари и современи индоевропски јазици, значи јазици што се зборуваат на територијата на Европа, но и Индија, Централна Азија и Иран. Јазиците обично, односно поврзаноста на јазиците обично се гледа преку зборовите и граматиката. Затоа овде може да го разгледаме зборот мајка како еден од многуте примери за таа поврзаност меѓу латинскиот и другите индоевропски јазици. Како што гледате, во санскрит, односно староиндиски, мајка е матар, на старогрчки е метер, на латински матер, на старословенски мати, на германски е мута, во англиски е mother, во италијанскиот и шпанскиот е истиот збор madre, во францускиот има најмногу фонетски промени, mère, и во македонски, кој што веќе кажавме и си знаете, мајка. Ако ги погледнете сите овие зборови, односно сите овие јазици, ќе забележите огромната сличност, значи еден од многуте докази дека јазиците се поврзани.
Римјаните, иако на почетокот не биле многу развиени и влијателни, сепак до 270 година пред новата ера ќе успеат да го освојат целиот Апенински полуостров, но нивните амбиции нема да застанат овде, поттикнати од желбата за власт и богатство, но не помалку и поради авантуристичкиот дух, ќе успеат да освојат голем дел од Европа, Мала Азија и Северна Африка. На картата десно може да се види како изгледало Римското царство во втори век нова ера, односно во 117 година од новата ера, во време на императорот Трајан. Сето она што е означено со црвена боја било под римска власт. Логично на ова може да се претпостави како и латинскиот јазик извршил влијание врз останатите делови од светот. Например, најмногу влијание извршил во римските провинции, римјаните така ги нарекувале нивните новоосвоени територии, Галија или денешна Франција, Хиспанија, односно Шпанија, Дакија, односно Романија, Британија, Норик или делови од Австрија и Словенија, Северна Африка и Балкански полуостров. Најмногу од неговите влијанија може да се забележат во романските јазици, а тоа се италијанскиот, францускиот, шпанскиот, португалскиот и романскиот јазик. Се нарекуваат романски поради тоа што потекнуваат буквално од латинскиот јазик, а се поврзани со латинското име на Рим, кое што е Рома. На крајот да видиме каде се употребува латинскиот јазик денес и зошто е корисно неговото изучување. Прво, латинската абецеда е основа на многу писма во светот и веќе самите сте забележале, учите англиски, германски, француски, некои од вас учат и италијански или ќе учат и италијански. Нивните писма се базираат на латинското писмо. Понатаму, латинскиот јазик, како што веќе кажавме, е основа на романските јазици и го олеснува нивното изучување. Значи, ако сакате да студирате понатаму некои од овие јазици, латинскиот секако ќе ви представува добра основа. Исто така го подобрува изучувањето на англискиот и германскиот јазик. Кај англискиот повеќе ќе забележите влијание во зборовите. Значи 80% од зборовите од англиските зборови се со латинско потекло, а во германскиот јазик ќе забележите повеќе сличности кај граматиката, повеќе кај граматиката одошто кај зборовите. Понатаму, сите оние што сакаат да се занимаваат со книжевност или ги интересира книжевноста, римската книжевност е важен и неодминлив дел од светската книжевност. Римската историографија исто така е главен извор за проучување на римската историја, па оттаму и за проучување на светската историја. Стручната терминологија кај природните науки е на латински јазик и на старогрчки се разбира. Значи, ако сакате да студирате медицински или ветеринарен факултет, тоа би значило дека постојано ќе бидете окружени со латински стручни термини. Исто така, ако сакате да студирате правен факултет, ќе забележите веднаш дека стручната правна терминологија се базира на римското право, еден од задолжителните предмети на правните факултети. Ако сакате да се занимавате со археологија, латинската епиграфика ќе ви биде од голема помош како помошна наука на археологијата. Тоа е наука која што се занимава со проучување на натписи, на латински натписи, на цврсти материјали. И на крајот, ако добро го познавате латинскиот јазик, тоа може да биде предуслов за полесно запишување на престижни европски факултети, односно ако има голема конкуренција на факултетот, вие ќе имате предност пред учениците кои што никогаш претходно не учеле латински јазик. Добро, дечки, во кратки црти, тоа е она што треба да го знаете на почетокот за латинскиот јазик. Имате и домашна задача да ги одговорите овие 9 прашања кои што се поврзани со се што кажавме за јазикот, а за оние што се и повеќе заинтересирани, посебно за етрурците, латините и индоевропските јазици, можете да ги пребарате податоците на линковите што ви се дадени подолу, а се разбира можете и самите да пребарате на интернет. Тоа би било се за денес. Имете убав ден. Поздрав!